Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема, вечерва за пропаднатите преговори во Брисел. Еве што донесува. Македонија на крстопат. Зошто пропаднаа преговорите во Брисел? Поради максималистичките барања на Заев или политичкиот аутизам и ароганција на Груевски? Оставени ли се раскараните партиски водачи сами на себе или ќе има ново посилно посредништво? Да, тоа се само дел од тезите за разговорот со моите вечерашни гости, господинот Гюнер Исмаил, политички аналитичар, и господинот Александар Димитров, поранешен министер за надворешни работи. Добро вечер и добре дојдовте. И првото прашање и до двајцата би било и првата теза. Очекувано, по очекуваното релативно пропаѓање на преговорите, почна лицитирањето кој е одговорен. Заев со, како што вели власта, максималистичките барања или како што тврди опозицијата, Груевски со неговата непопустливост, ароганција, политички аутизам, или е онаа трета опција која што се појавува деновиве, а тоа е непринципиелноста на посредниците, односно медиаторите. Господине Гюнер. Прво, во квалификациите би бил повнимателен, особено околу Заев и особено околу она што е негова појдовна точка и она што се барања кои што тој тамо ги испоставува. Че тие воопшто не се максималистички, туку се единствените реално можни барања. Јас ги цитирав ставовите на се разбира. Власта, целиот пакет што се нарекува власт, бидејќи таму Заев наспроти себе има тројца партиципиенти во власта во изминатите 9 години и тие, фала му на Бога, се однесуваат токму така. Преговарат тројца на еден и притоа медиаторите, или како ќе ги наречеме сега, за сега не знам, исто така се обидуваат пред годишни одмори на најбирократски начин, ако може да издействуваат некаков резултат, да го укнижат, ако може и да го така со фанфари да го одбележат како успех на политиката, на заложбите, на вредностите и да се одат на годишен одбор. Тоа е се. Според тоа, преговорите тамо, да резимирам, пропаднаа и ќе пропаѓаат сите преговори во кои што пристапот ќе биде дека преговарат наводно некакви две страни, и тоа две страни, односно политички групации, што воопшто не одговара на вистината. Точно е само дека една политичка страна има тамо, тоа е страната на власта. Господин Заев не е во тие преговори во својство само на председател на Социјалдемократскиот сојуз, туку е во својство на човек кој што е овластен или е, како да кажам, пред една поголема групација на невладени организации, пред повеќе од 400 индивидуи подпишани, ставени на подпис на декларацијата на граѓаните за Македонија, и неговите барања се потполно неполитички во оваа вулгарна смисла на зборот. Неговите барања се однесуваат за слобода на мислење и говор, слобода на политички затвореници, се однесуваат ослободување на медиумите, ослободување на државата од партиските стеги. Вашата теза е дека за такви прашања не се преговара, меѓутоа факт е дека тие прашања се ставени на преговарање. Не, за тие прашања сигурно дека за слобода не се преговара, но реалистичниот пристап кој што Заев го овозможи со добрата волја да седне на маса со луѓето за кои што предпоставувам на сите им е јасно дека учествувале или соучествувале во недела за кој што сите сведочиме, е само момент кој што оваа земја сега за сега ја ослободува од пофлагрантни конфронтации во смисол да улицата во нејзиниот највулгарен изглед биде местото каде што ќе се разрешуваат работите. Господине Димитров, која е вашата оценка? Ова што се случи во Брисел на 10 е само доказ дека
преговорите ќе продолжат. Ова се очекуваше дека ниту во Брисел или бриселската бирократија се согледа на вистинските проблеми и суштината за што се разговара и што се случува во Македонија. Ако имаме, се согласувам со господинот Ѓунер, ние немаме преговор меѓу две опозиции, две партии, опозиција и власт, ние имаме суштински проблеми во демократијата, слободата, владењето на правото, корупцијата, криминалот и сите други злосторства направени со прислушувањето. Според тоа, не може да се преговара и да се објаснува дека е тоа гола борба за власт. Кој се бори за власт? Заев да дојде, опозицијата, граѓанското движење да дојде на власт, или голо макотрпно со ногти гризе и гребе да остане на власт Груевски. Затоа што е 9 години на власт, се жали дека не можел мандатот, колку е 100 години или мандат, па 9 години не му бил цел мандат, не знам. Нијде недовршен до крај. Сам си ги правеше да му се недовршени, не му ги правеше опозицијата, сам си бараше едни, други, трети предвремени избори. За да изговори колку сакате може да најде и тука се највешти, меѓу другите работи, тука се многу вешти власта и владеачките партии. Факт е дека ние имаме сега еден судир, условно да го нарешам, меѓу демократија од една страна и автократија и диктатура од друга страна. Во сите учебници за демократијата, ќе се подсетам на Джин Шарп, кој Фокус го објавуваше на македонски во февруари-март 2013 година, како се преговара со диктаторите, вика. Со нив се преговара или да си обезбедат, да бараат да си обезбедат мирно до аеродроми да побегнат. За избори не се преговара, бидејќи ќе ги изведоперат, како што кај нас се случуваше од 2008 наваму. И конечно, за основните човекови права, слободи, демократија, честност, правна држава, владење на право, не се преговара. Едноставно, тие треба да се заминат од политичката сцена заедно со сиот багаж што го натовариле и со сета цена што треба да ја платат за тоа нивно одлистување. Во Брисел ние имавме од една страна 3 преговарачи, сгрупирани во она што било и е се уште власт и што се уште за жал сака да остане власт, и од една страна лидерот на опозицијата кој утре да го нема, зад него, ако у смисла на преговараш се разбира, зад него ќе се остане граѓанското движење кое слободните, би рекол, сплотени, без разлика на етничка, верска, па дори и партиска припадност. И тие веќе ќе бараат промена на атмосферата и отчепување на стегите во кои се наоѓа Македонија во правец на поголема демократизација, поголема слобода и се она што нам ни го пушта како пробен балон после завршувањето еврокомесарот Хан, демек подобра иднина демократија, као да не знае која направил да ја нема тоа. Да, но самото поставување и двајцата го истакнувате фактот дека за тие базични принципи на демократијата не се преговара. Но факт е дека сепак преговорите почнаа. Што значи тоа? Дали грешката е направена на 2 јули при договарањето во Пржин? Не е направена грешката, бидејќи друг начин не може да се постои во 21. век во една земја и во еден регион кој се стреми да стане дел од некаква си идна Европа и еден заеднички европски дом. Меѓутоа, проблем е, не се толку проблем заложбите на Заев и на опозицијата, колку што се проблем грубото стремење да се задржи власта. И тука може би е недокрај осознаена, или ако е осознаена, јас мислам дека ја сватиле причините, ги сватиле во Европската Унија и во поголемиве централи, НАТО, во САД особено, мислам дека ја сватиле суштината што е проблемот во Република Македонија, што е проблемот со оваа власт, но се уште се колебат дал да ја соопштат, од која ќе ја соопштат да ја применат во практиката. Затоа што ова
што се случува во Македонија, претпоставам после ќе говориме и за некои други регионални предизвици од аспект на стабилност и безбедноста, но и самата недемократија во овој фрагилен, ровит регион на нашето соседство, погледнете што е, како е во Косово, како е во Србија, како е Албанија, за Босна и Херцеговина воопшто и да не сакам да зборувам. Меѓутоа тоа како вирус може да се пренесе таму и ние да станеме една енклава на авторитарни режими. Ова е прва дебата во која пред нас го имаме договорот од Пржино, договор кој што денеска го објави Демократската унија за интеграција. И она што е специфично по првото читање е дека во него е најмалку внимание посветено на она што вие го говоревте дека е целта на опозицијата, но зошто е тоа така, ќе разговараме откако ќе ги слушнеме деталите што содржи овој договор. Да го погледнеме прилогот на колешката Сања Васич. Договорот од Пржина кој лидерите на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДПА го потпиша на 2 јуни и се држаше во тајност, неочекувано денеска го објави ДУИ откако пропаднаа преговорите во Брисел. Според документот во 6 точки, 4 партии се согласиле на прво место да ги стават интересите на државата над партиските, преку диалог да се дефинираат чекори за надминување на кризата, да ги почитуваат демократските принципи на политичка одговорност, да се спроведува Охридскиот договор, да се зајакнат добрососедските односи и меѓународниот имидж и со тоа Македонија да се врати на евроатлантскиот пат. За да се спроведе договореното, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи се согласиле да има транзицијски период кој ќе заврши со избори во април 2016. Во текот на овој период поставени се обврските на партиите со конкретни датуми. До 10 јуни договор за влада која ќе ги организира изборите. СДСМ да се врати во собрание и да раководи со анкетната комисија за прислушувањето и комисиите за надзор на УБК, да престане СДСМ со објавувањето на бомбите, а материјалот да се достави до обвинителство за итна постапка. Меѓупартиски договор за поглавијата 23 и 24. До 31 јули да се модифицира составот на ДИК, до 30 септември поголеми овластувања на ДИК за спроведување фер избори. Бидејќи на 10 јуни клучната точка за преодна влада не беше договорена, се доведува во прашање судбината на целиот договор. Ваквиот развој на настаните предизвикува загриженост во меѓународната заедница. Германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмаер синоќа во говорот во Бундестагот изјави дека со вознемиреност следи она што се случува во Македонија. Diese Gespräche gestern sind nicht gut gelaufen. Und ich hoffe, dass wir sie in allernächster Zeit wiederholen können. Ich hoffe, dass in Mazedonien der Ministerpräsident weiß, dass wer sich auf dem westlichen Balkan auf dem Weg nach Europa begibt und wer hofft, dort anzukommen, der wird diesen Weg nur dann erfolgreich gehen können, wenn er seine Verantwortung zur Wahrung demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen wirklich wahrnimmt. Германскиот шеф на дипломатијата ги предупреди македонските политички лидери дека мора да преземат одговорност, особено кога меѓуетничките односи се кревки и на земјата и се заканува назадување. Тоа беше прилогот на колешката Сања Васич со детали од договорот од Пржино кој што го објави Демократската унија за интеграција во нивен слободен превод денеска, и уште една поента од прилогот е пораката на германскиот министер која што ќе оставиме за малку подесна. Она што е барем за мене впечатливо, може би грешам, од овој договор кој што го имаме и овде е, ако говориме за демократски вредности, ако нарушувањето на тие демократски вредности, принципи на демократија и владење на право беа разоткриени со прислушуваните материјали. Овдека најмалку што може да се прочита во овој договор е правната разрешница околу содржината на прислушуваните материјали. Таа е содржана во таа обврска за формирање на анкетна комисија која што во Македонија, како впрочем и секаде, значи да се формира за да не се заврши работата. И втората поента е секако таа обврска што ја презел Заев, ако е ова автентичниот договор, а нема
причина да се сомневаме дека е, да не објавува снимки. Под услов, значи таму има само една алинеја, еден член битен и важен, и тој услов од завчера не важи. Според тој услов, до 10. јуни да се договори формирањето на транзицијската влада, кој што подразбираше, нели, прво Груевски да се замине од тоа место, за да може да тече постапката за формирање на транзицијска влада. Ова е сега, кога би бил во рацете на ВМРО-ДПМН, ова е така наречениот формат на договор според ВМРО-ДПМН, тоалетна хартија. Овој договор веќе не значи ништо и неговото емитирање денеска од страна на ДУИ е едно фрлање на прашина во очи, бидејќи ДУИ е пред се уплашен од утрешниот протест. Второ, уплашење од тоа што ќе се случува од понеделник натака. Трето, да се разбереме, вие 8 години да седите во власт и тоа не е битно. Туку пред ваши очи да ги натепаат пратениците на 24-12, а вие да се правите дека ништо не се случило, е всушност соучесништво со режимот на Груевски. Според тоа, ова е убаво што го емитувале, ова е еден документ за во историјата, ќе го проучуваат, предпоставувам, историчарите на политиката, и тоа е се. Ништо повеќе. Но сепак не можеме да го занемариме фактот еве дека и хипотетички нешто да беше договорено на 10 јуни, ние овдека ја немаме суштината на која што инсистираат и голем дел и од невладините организации кои што ги споменавте, кои што застанаа за СДСМ или се здружија со СДСМ во оваа битка, а тоа е политичката и правна, односно кривична одговорност за прислушуваните. Па тоа е содржано во идната транзицијска влада, што ќе прави таа влада? Нема еколошки прашања да решава. Нема да се занимава со екологија или да се занимава со, не знам, решавање на ургентни ситуации, 2 канали се прелеала водата. Таа влада, меѓу другото, ќе си го следи законот. Не мора никаква специјална комисија за да го истражува, да истражува вистинитоста на објавените разговори и делата таму содржани. Па еве, јас ќе им го дадам CD-то со моите разговори прислушкувани, сосема е доволно. Таму барем 5 кривични дела сигурно има. А и не мора да ги има, доволно што моите разговори се наоѓаат таму каде што се наоѓаат. Не исклучувам дека нема така брзо да замине во историјата како тоалет хартија овој документ, кој се чудам зашто ДУИ се дрзна да го објави, се однесуваат како да се они ЕУ, најмалка. Кој е еден коалиционен партнер во влада, условно на обвинителна клупа за недемократија и сите криминали што се правени овие 7 години, бидејќи се како петок и сабота, одеднаш она да си земе право во името на ЕУ да го може утре некој НАТО договор, не знам што. Преголема е претенциозноста кај нив, а тоа го видов и кога дојде заменик државниот секретар господинот Хојти, кога они вака најискрено се понудија на Европа да ја помогнале, да ја научеле како да ни помогнат. Бре, мајката, ние не знаеме како да си помогнеме. Вториот дел од прашањето. Инаку секоја тоалет хартија се рециклира, така што ако еднаш ова е избербатено, со рециклажа пак ќе стане чисто и употребливо. И мислам дека ќе го направат тоа да биде, бидејќи на прашањето да одговорам зашто ги нема слобода демократија. Има се, бидејќи овде е една општа, кој сака да чита се разбира, има една општа формулација евроатлантски пат. Кога се ќе направите црта од оздола, се ода што се борат граѓаните, предводени со опозицијата и храбро со објавувањето на бомбите, храбар потек на Заев, се тука се сведува. Правна држава, демократија, слобода, граѓанско општество, почитување на слобода на медиумите, прочитување на невладините организации и така натаму. Дали тоа беше, бидејќи самиот споменавте, а го спомена и Заев во една од изјавите
пред разговорите. Дали Брисел и Европската комисија ја свати суштината на проблемот во Македонија, бидејќи Заев пред средбата изјави ако денеска не сватат, ќе сватат за 10-20 дена, на нас не ни се брза. Бидејќи сите информации упатуваат на тоа што господинот Исмаил го нарече едно брзање или еден обид на Брисел по некакви однапред востановени бирократски узанси да се постигне некаков договор без да се... Да си поминат поевтино. Тоа е проблемот со европската бирократија, кога не сака како што и Филе. Ние можеме слободно еден верски празник да направиме Свети Филе лековерен. Го превесла преку керамиди го изнашета, отворија високи дијалози, 5 тајни, не знам какви, ниски дијалози, му одговорија со 140 и кусур патокази точки, меѓу кои половината беа намештај за обвинителство, па писачи столови, па компјутери. Добро, но тука не е одговорноста само на нашата вештина да ги избегнуваме обврските, туку и на нивните принципи. Они сакаат со помал труд, со помали средства, како што ако војна може да се добие со пешадија, нема да вклучиш артилерија, ако можеш со артилерија, нема да вклучиш авиација и морнарица. Тоа е правило, едно од правилото кои оправдано или не го има во Европската унија. Они сакаат по линијата на помал отпор. Предпоставувам, имајќи една погрешна представа со кои луѓе се работи, си имаат работа. Така го превесла Филе, така мислам дека се обидоа или сам се доведе во ситуација да биде изманипулиран и еврокомесарот Хан. Особено што нашава авторитарна власт се покаже како многу успешна во воспоставување на кулиси. Па тоа се велемајстори за правење на кулиси, вклучително нели во тоа во соучество со ДУИ, вклучително и формализирањето и правењето на Охридскиот рамковен договор само една кулиса и ништо повеќе. За таа кулиса се изведе некаква аритметика само и се разбира договори околу тоа како ќе се трошат јавните пари, односно буџетот. Односно како ќе се прелеваат ваму, таму или онаму, колку кој на кого и така натаму. И како ќе се прават вештачки вработувања. И како ќе се прави вештачко вработување. Ништо повеќе. Диктатурата на крајот на криштата и нејзината архитектура со која што повели да не почести е само една кулиса. Од архитектонска гледна точка, квалификувано го кажувам, бидејќи имам сигурно повеќе школа од премиерот Груевски, им е само една кулиса. Дури и е од стиропор, дури и од материјали со кои што нели се служи театарот при правење на кулиси. Имаме ли некаква непринципиелна позиција на посредниците, на медиаторите за која интензивно се говори овие 2 дена? Па некои прогнози отидоа до таму и информации дури и за некаков конфликт на интереси. Видете сега, Европската комисија, односно нејзините избори кога беа правени, веројатно пред себе ги имаат биографиите на потенцијалните комесари, нивниот избор, имаат хиринг во комисиите на Европскиот парламент и во таа смисла биографијата на господин Хан веројатно им била пред очи. Неолибералниот модел или неолибералната матрица веројатно не секогаш успешно може да ги препознае потенцијалните конфликти на интереси. Гледате, неолибералниот модел пропаѓа пред се на морален план, односно пропадна. Дали господин Хан во оваа ситуација во која што 4 коцкарници и други бизнес интереси во Македонија се дел од компанијата во која што тој некогаш работел, е во конфликт на интереси или не, би било пресмело во овој момент да тврдиме или да инсинуираме. Особено што во оваа приказка тој прво не е сам, второ, тие разговори колку и да се завиткани со некаква дискретност, сепак излегуваат на површина и на крајот на криштата постапките на господин Хан се изложени на дополнителни мониторинзи, на други заинтересирани. Гледате, од
крајно необична една постапка, амбасадорот Бејли, овдешниот амбасадор на Соединените Американски држави, се појави во Брисел. Во ситуација во која што Соединените Американски држави не се придружна членка на Европската Унија. Па, прерано е за Хан да се даваат, за еврокомисарот Хан, некакви оценки. Мислам ги знаеле сите и ние ги знаеме. Кај нашо е проблемот? Прво што даде една несреќна изјава, веднаш на Твитер, дека заради некои, дали е тоа некои множина или еднина, остана да си го спинуваат разноразни портали, провладини, па едни помислија дека се знае кој не попуштил. Ако знам јас дека, ако знае еврокомисарот Хан и тројкава, практично тој надпревар 3:1 со, да речеме, добро намерни наклонети, како би се рекло, суди, во случајов Хан и еврокомисарот Орав, не, амбасадорот Орав, кој и досега така си беше релативно како на екскурзија во Македонија, ние имавме неравноправен надпревар во кој се знаеа позициите. Ти мораш да си одиш. Мора да има транзициона влада. Каков е тој транзиционен период да се воспоставува и да го подпишале и оваа тројка и Заев без транзициона влада. Тоа е контрадикција во... Интересно е, во договорот пишува транзицијскиот период кој што стапува веднаш, а во него до 10 јули ќе се договорат за конкретна организација на владата која ќе ги подготви изборите. Па како може постои на влада? И сега тука не знаеме дали таа влада ќе биде низ целиот период или само ќе... Секој што логично размислува мора да знае дека што ми е транзициона не може оваа влада да биде. Како што и кога паднал Сталин не била неговата влада за транзиција или во други недемократски земји. Како и што и на исток кога паѓаа владите во поранешниот источен блок, транзицијата од социјализам во граѓанско општество и комунизам и капитализам одеше со нови влади, да ја правеше владата на Хонекер транзицијата во источна Германија. Или Лукашенко. Втора работа, само се извинувам. Го спомнавте амбасадорот, американскиот амбасадор Джес Бејли. Неговата улога е, бидејќи они неколку пати кажа, особено на минатиот самит во Г7, првиот самит од кога беше исклучен рускиот председател Путин, они во средувањето на состојбите се определи едно тројство, говорам за Западниот Балкан, и постојано уште на самитот на НАТО во Чикаго, 12-та тие изјавија дека се стратешки партнери НАТО, САД и Европската Унија. Тие изјави логично последни ги пренесе не само амбасадорот Бели, туку и господинот Хојти, кога кажа ние со нашиот партнер Брисел се грижиме за состојбите во Македонија. Тоа што се грижат агалињата нам не останува, тоа е друго прашање. Меѓутоа, и затоа не случајно Хан, радосен со овој папир, бидејќи сепак за 5 дена нешто успеа, ги затвори во пржино, ги пржеше малку и успеа ова да го искамчи. Успеа да го и право отиде во Америка, не отиде да држи предавања таму, отиде да ги договара натаму работите и да ги усогласува. Но таму не дојдат една несреќна изјава која после се посипа со пепел дека генерално позитивни биле изборите, која најде... Па мораше да оди воопсе на дополнителни консултации, бидејќи очигледно не го имаше прочитано извештај. Меѓутоа и дојде, се посипа господинот Хан со пепел, со право реагираше и вешт потек му беше на Заев, тоа што рече не одам ако е ова оценката, бидејќи џабе не сте сватиле суштината на проблемот. Меѓутоа таму една изјава која е изворено значајна за Македонија, глуво помина во Македонија, дури мислам дека ја игнорираше и се скри дури и премиерот Груевски. Таму има една оценка дека се работи за голем скандал од 22.000 прислушкувани разговори кои мора да се решава согласно меѓународното и европското законодавство. Мене тоа у прв момент ми заличе како меѓународниот кривичен суд дека треба да го решава. Не знам,
И таа глуво помина кај нас. И последно, после пропаста на преговорите на 10-ти, не е случајна изјавата на американскиот амбасадор Бейли во ОПСЕ, кој прилика истите овие ставови, меѓутоа многу поенергично ги повторува во вид на барање до нашиот министер, на нашиот министер. И конечно, може би ќе говориме кој како и натаму ќе се вклучува, но наиндикативно е и доказ дека скаличката на вклучување на се потешки преговарачи оди нагоре или кон потешки е последната изјава на германскиот министер Штајнмајер. Поочигледно тоа веќе не употребува загриженост, ами вознемиреност. И има директни пораки кои што и директна порака дека Груевски мора да води сметка дека тој авторот во наводници на недемократијата и на невладењето на правото. Што сакаме друго, не знам. Веќе кога сме кај изјавите, да дополнам со Карл Билт, кој што просто педагошки не го укори, но му кажа на Хан дека ќе треба уште повеќе, многу повеќе да работи, значи отколку досега што работел. Тоа се тие финеси кои што за нас се просто излишни во момент кога живееме во Македонија. Знаете, кога би живеел во Брисел, во Стокхолм, во Њујорк или во Виена, би бил загрижен, се разбира, би бил и вознемирен и така натаму. Но да живееш тука и да сето ова го доживуваш, го прежвакуваш, а немало потреба, нешто што секој најмалку упатен граѓанин на оваа земја го знае, е прилично тешко. Според тоа, ако се вратиме на овај договор, во тој договор сосема јасно и недвосмислено може да се прочита. Груевски мора да се замине за да воопшто почне било каков процес. Да почне процес на договарање на транзицијска влада и се она што ќе следи понатака. Тоа сега не се случи. Какви се вашите проценки како би можело да се одвива ситуацијата во иднина? Ќе разговараме по кратката пауза за реклама. Кои се опциите да се дојде до некаков договор за излез од кризата е прашањето во вториот дел од вечерашнава дебата со моите гости, господата Гюнер Исмаил и Александар Димитров. Задоволен сум заради тоа што работите се движат во наш очекуван правец, но се уште не можам да соопштам радосна вест, ни треба само уште малку трпение за да ја постигнеме конечната цел. Тоа беше изјавата на господинот Зоран Заев по враќањето од Брисел, каде во сето она што се случуваше и во она што според ваши анализи и сознанија како би можеле да се движат работите, го гледате овој оптимизам на Заев или оправданост за оценката дека работите се движат во очекуван правец за СДСМ? Најверојатно во методологијата на разговорите. Очигледно медиаторите го одбрале прочениот метод на скршено огледало. Они прво ќе го скршат огледалото и сега го составуваат парче по парче. Веројатно некои од парчињата се точно составени и во таа смисла Заев е задоволен. Но тоа не значи дека целото огледало е составено, а и кога ќе се состави како тоа ќе биде, како тоа ќе изгледа. Второ, предпоставам дека е задоволен заради тоа што сепак некаква клима на разговор е остварена. Не би сакал да навлегувам во овие инсайдерски шпекулации околу тоа дека наводно Груевски сепак рекол дека ќе отстапи, односно пола столче отстапува и слично. Во таа смисла, то не е нешто... Но и тие детали се интересни, особено од аспект на пристапот на посредниците. Ако се има предвид дека никој не ги демантираше ниту СДСМ тие информации дека им биле нудени заменички места. Тоа покажува дека суштината на преговорите се водела исклучиво околу некаква поделба на ресор. Гледате, како наближува летото, како се скратува терминот април 2016 година,
така последниците очигледно притискаат по-жестоко и ситуацијата почнуваат да ја разбират малце посериозно. Значи, не е тоа една вообичаена ситуација во која што некакви посредници ќе разрешуваат имотно-правен спор, туку тие веќе почнуваат да разбират дека времето ги гази, а дека Груевски се обидува да купи што повеќе време за себе, всушност, и да го скрати периодот во кој што таа идна некаква транзицијска влада би седела. Груевски бил пресреќен кога таа влада би седнала на 1. јануар 2016 година. Тој би честел, веројатно. Господине Димитров, каде вие гледате или дали според вас има аргументи за овој оптимизам на Заев дека треба уште малку трпение да се постигне целта на СДСМ? Самиот факт што и на таа цврста позиција на Заев дека не отстапува од преодна влада, што е најлогично, и која не значи дека он бара да дојде на власт, тоа никаде го нема, и од експерти и така натаму, за разлика од Груевски и неговите, што реков грчевите соберат да остане и да го скрати тој период до локалните избори, до предвремените избори, се извинувам, говори дека притисокот бил врз Заев пред се. Со сите тактики, преговарачки, кои на крај може и да се договорат, кај нас ништо не значи. Подпис на договор, ние устав и закон не почитуваме, па еден договор сакате подписот да го почитуваме, но кај живееме. Според тоа, предпоставувам, тој си има своја стратегија и тактика и опозицијата исто, предпоставувам дека ќе продолжат со бомбите и токму затоа е барањето од овој договор што го доби испрети Дуи, да престанат бомбите. Тоа најмногу ги боли. Тоа најмногу ги демистифицира, ги доведува на ниво на најтежок криминал и антицивилизацијски, и антиевропски, и антиуставен, и како сакате. Тоа нив најмногу ги. Да престанат бомбите. Второ, ако не беа бомбите, до сега немаше ништо да се случува во Македонија и покрај ова што ние имаме заробена јавност. Нам ни треба една, како што ја направи Горбачов, една гласност, политика на гласност, затоа што ова не допира до оние што јадат сладолед со чоколадо и така натаму. За жал. Трето, натаму мислам или очекувам граѓанското движење да се интензивира, да стане уште помасовно, а се надевам, не дај Боже, како што веќе има постојани обиди, нема да дозволи да биде подсмирено, подкупено, разслоено, разделено, раздвоено, бидејќи да се работи. Се работи. Како викаат, ако не можеш некој да купиш со пари, можеш да го купиш со многу пари, а или со многу притисок. Така што тоа се работи и се надам дека свеста што е кај граѓаните и кај нивните представници преку граѓанските движења, но и граѓаните тука ќе се омасуват, не смее да се да спласне. И конечно, улогата на меѓународниот фактор. Да, пораката од ЕУ сега е дека тие засега нема да се мешаат и чекаат компромисен предлог од лидерството во земјата, од четворицата лидери. Јавно е така, ја во денешниот фокус напишав дека ова е сега полувреме. Фудбалска утакмица, полувреме, сега се сите во соблекувални. Судиите може ќе го сменат, ќе дојде некој по-јак судија, по-објективен судија, ќе знае дали се игра ракомет или фудбал, малку карикирам, или се играме малски, како ги викаат, во повеќе наменски игралишта што ги прават, па не знаеш дали е за фудбал, за ракомет или така натаму. Според тоа очекувам дека во полувремето, пред да почне вториот дел на преорот, кој знаеме некојаш завршува и со пенали, некојаш головите се... Добро, еве, со вашиот речник, дали во тоа второ полувреме ќе остане само европски суди или ќе имаме или американски бидејќи? Очекувам, па може би ќе се покаже и неопходно нивото на медијаторство, ако е хан медијатор, да се подигне и мислам дека е неопходно со високата представничка за дворешна политика, господјата Могерини, која е многу енергична жена, која е од Италија
човек на Матео Ренци, кој патев вака кај нас отиде, не се одбележа тоа, на Кириловите денови одби да го прими Груевски кога беше во Рим во гробот на Свети Климент. Очекувам и ова ми е добар знак во моите предпоставки, вклучувањето и изјавата на германскиот министер за надворешни работи Штајнмајер, оти да не заборавиме после договорот господјата Меркел, канцеларката Меркел ги викна лидерите од западниот Балкан и Югоисточна Европа на состанок. Тој ќе биде сега во Австрија оваа година. Така што очекувам поактивно вклучување на Германија и е неопходно, дури може и да се вклучи министерот Штајнмајер, а од Америка минимум што би неопходно, него немаат такви дипломати во моментов од типот на Холбрук, кој го нарекува булдожер и така натаму, но ќе се најде некој кој нема да биде на толку истурена позиција, но ќе ги обсервира или контролира работите во една максимална усогласеност. И сметам дека веќе тоа е условно кажано, нешто и го спомна господинот Вајгл, дека до крајот на летните месеци, односно до почетокот на годишните одмори, тоа е став не само што го јавно соопшти Вајгл, морава да се заврши оваа голгота што во која живее Македонија мора да заврши. Инаку мислам дека нема шанси и сите можни распаќа или ситуација во која Македонија се наоѓа пред дефинирање дали ќе биде или нема да биде, после тоа веќе ќе бидат сите опции отворени. Господин Исмел, кои се вашите очекувања? Оставени се лидерите сами на себе, очекувате потек иницијатива од нив или сепак притисокот ќе дојде повторно од надвор? Значи, настрана сите овие документи, настрана сите овие муавети, настрана сите овие анализи, постои една синтагма во латинскиот јазик, ќе ја преведам директно на македонски, тоа вика, впрочем, Картагина мора да биде разорена. Што ќе рече, Груевски мора да се замине. Тоа е клучната формула за било каква разврска. Ако тоа не се случи, може да се лиферуваат уште на стотици вакви хартиички договори, може дуи да соопшти било што и не знам како. Само ме чуде, еве, например, они лиферуваат еден документ кој што е едно невоспитување, благо речено, а ги нема никаде да прашат што е барем со луѓето или што е со случајот Сопот, нели? Да речеме. Ако се толку насекирани. Јавно повика се што има Заев за нив да објави. Не. Но и сега инсистираат на почитување на ова. Чекај да ги кажем, тоа значи дека случајот Сопот нив не ги допира. Предпоставувам. Како што не ги допира било што од објавеното. Но sejedno, сега да ги оставиме нив на страна. Значи, било што да се разговара, било што да се договори од тие парчиња на скршеното огледало, има еден услов. Груевски мора да замине. За да било каква разврска, било какво нешто биде на маса, за да ние излеземе од овај кошмар во кој што живееме 9 години. Некои помалку свесни, некои свесни уште од првиот ден, sejedno. Тоа прво. Второ, има една заканативка или гласна во подтекст дека всушност, ако Заев продолжил со ова тврда политика, ако продолжил со бомби, ако не се разврзела ситуацијата, Македонија ќе се дестабилизирала. А кој тоа може да ја дестабилизира оваа земја? Јас прашувам. Заев најмалку има полуѓе со кои што може да ја дестабилизира. Ако е на социјален план, одговорна ќе биде владата која што 9 години ги произвела социјалните состојби која што довела до социјален бунт. Ако е на меѓуетнички план, меѓуетничките односи владата ги генерираше на начини како што ги генерираше. Пак е одговорноста на владата, односно партиципиентите. Тоа не се вика Груевски, тоа се вика Груевски, Ахмет и Тачи. Ако е, например, некаква субверзија од страна на вооружени луѓе,
Па уште што остане? Ние од Куманово немавме директен пренос, али без малку веќе документарни филмови ќе се снимат од ситуациите во која што представници на македонски тајни служби разговараат, договараат со луѓето кои што во Куманово се беа окарактеризирани како вооружена група, заобиколно терористи, не терористи, така натаму. Според тоа, ако Македонија се дестабилизира, ќе дестабилизира тие што се закануваат со дестабилизација. Да се вратам. До крајот на месец јуни мора да уследи разврска, изгледна разврска. Таа може да биде со демисионирање на Груевски, во кое што помалку верувам, но може да биде ова што господин Димитров го спомнува, со една тешка група на преговарачи, тројка ли ќе биде, каква ќе биде и така натаму, која што нели во тие блиц рокови ќе ги размрси состојбите и ќе дојдеме до некаква изгледна иднина за до година во април, кој што не е иначе свет датум, не мора во април да бидат избори. На крајот на кришта, ако нема доволно време за расчистување. Освен ако не се на 1 април. Да, освен ако не се на 1 април, чи може да бидат и во мај, може да бидат во јуни избори, ако нема доволно време, нели се разбира. Добро, тој датум според информациите е средина од двете различни барања. Значи барањето на премиерот да бидат сега и веднаш, односно во септември, и барањето на господинот Заев за транзиција од една година. Значи може да се дојде до една ситуација веќе кога разговараме во категории на хипотези. Заев може да се договори за било што. Ако тоа не им се допадне на граѓаните, ако тоа подразбира дека бирачкиот список нема да биде среден, машините за штампање на лични карти на МВР нема да бидат ставени под контрола, распашаните директори на јавни предпријатија, училишта, болници, така натаму, нема да бидат ставени во контрола. Групите на насилници кои што ги слушаме, нели, нема да бидат ставени под надзор и така натаму. Избори можат да се организират во своите села и да се уживаат. Дел од невладините активисти порача СДСМ може би го обединува револтот, но може би го обединува отпорот, но го нема монополот на револтот. Дали таа порака значи дека Заев го има бремето и товарот на тие невладини организации, секој договор кој што ќе одстапува од тоа што е барање и на тие невладини организации, може да значи дека тие може да се свртат и против него? Видете, да ви кажам, Заев се обврза со подпис на договор во кој што се разговараше, односно се пледира на фундаменталните вредности. Ако со некаков договор бидат повредени одредбите, односно бидат повредени овие фундаментални права, или нешто за кое што невладените организации сметат дека се несанирани или не до крај расчистени, тоа за Заев ќе значи само еден огромен политички минус и ништо повеќе. А тој огромен политички минус не сум сигурен дека може да се надомести на избори. Според тоа, кога се седнувате на маса со невладини организации, односно со граѓани кои што немаат строга политичка, односно партиска рамка, тогаш треба да бидете свесни за тоа дека превземате една крупна обврска. Заев иначе првиот политичар кој што седна со невладини организации и со нив искрено разговараше за еднината на оваа земја, не за еднината на СДСМ. Дополнителен притисок или замка во овие проекции се најавите од Демократската унија за интеграција дека тие би можеле да излезат од владата и на тој начин да предизвикаат избори сега и веднаш, но нивниот состанок на Централното председателство заврши. За одлуките, а и вашите коментари на тоа, по уште една пауза за реклама. Во завршницата сме од вечерашната топ тема. Заврши во Мала Речица состанокот на Демократската унија за интеграција. Испратено е кратко соопштение. Суштината е тоа дека најавата за наводно можно излегување на Демократската унија за интеграција од владата деновиве нема да се оствари, иако од партијата велат дека
ке цитирам дел од краткото соопштение, одлуката за позицијата на ДУИ ќе биде ставена пред собранието на партијата на разгледување, оставајќи ги при тоа сите опции отворени. Во останатиот дел се изразува разочараност од неуспехот на преговорите, се повикува на почитување на договорот од 2 јуни, повик до лидерите да размислат, да ги надминат теснопартиските интереси и повик до меѓународната заедница да не ја изгуби довербата во капацитетот на македонските лидери и нивната посветеност за изнаоѓање решение. Едно типично соопштение вообичаено за ДУИ, особено со овие повици и апели кои упатува на нејзината позиција. Ние не сме од тука, не сме дел од владата, туку сме надворешен консултант или think tank организација. Тоа е, нели, најблагоречено еден безобразлук политички, со оглед на тоа што ако го истрпевме нивното индиферентно однесување од 24.12, кога нели пред нивни очи ги изнатепаа пратениците на СДСМ ги изфрлија, и новинарите. Тоа сакав да кажам. И пред нивни очи новинарите беа насилно изфрлени. Тие тука тоа го одмолчеа партијата која што во својот назив носи, пазите, Демократска унија за интеграција. Тоа помпезни називи. Таа партија може да се заканува со тоа дека ќе излезе од владата и дека ќе предизвика предвремени избори, нели, согласно на уставот и така натака. Може да излезе. Може да пробаат да предизвикаат избори. Нека се прашат кој тоа ќе им излезе на тие избори. Бо тоа е суштината. Мислите дека тоа би било полошо сценарио? Не, тоа не е никакво сценарио. Тоа е сценарио кое што може да долее масто на некаков оган, но тоа ќе подразбере дека они се предизвикувачите на дестабилизирачки процеси. Ништо повеќе. Бидејќи сме при крајот, дали мислите дека ДУИ беше поштедена од бомбите досега? Не мислам динамиката на објавувањето на бомбите. Или пак дали ова инсистирање кое што се повторува и во заклучоците денеска од состанокот, ова инсистирање да се почитува од договорот од 2 јуни, значи дека може би стравува од она што Заев го најави дека ќе продолжи да го објавува, Токму тоа, знаете, динамиката на објавените материјали покажува што? Дека главниот осомничен или главната политичка групација осомничена за ова демонтирање на македонската држава, сепак е ВМРО-ДПМН, односно тесната група околу Никола Груевски. АДК очигледно главниот соучесник во таа приказка е ДУИ и, како што знаете, ДУИ сепак не е до крај поштеден. Во неколку наврати сосема јасно беше исцртана улогата на ДУИ во некои политички процеси. Тоа не исклучува дека луѓе на ДУИ или блиску на ДУИ учествувале и во некакви процеси на еклатантен криминал. Тоа не знаеме, можеме да нагаѓаме и би било шпекулација. Господине Димитров, која е вашата оценка еве околу овие? Не знам зашто ДУИ се незадоволни. Ахмет инсистираше на консензуален председател на држава и го доби. Па што сакат повеќе? Малку шега. Второ, ако излезат, ова ќе биде 10-то или 100-то јубилејно излегување од владата. Така и најавија дека ќе излезат ако нема помрднување кон НАТО. Па ете ги излегуваат само на свеж воздух, изгледа. И трето, мислам дека ДУИ најмногу и во договор со власта, како дел од власта, ја злоупотребува картата на стабилност и безбедноста на Македонија и можните меѓуетнички судири. После настаните во Куманово и ВМРО, ДПМН и ДУИ и нивните лидери беа преплашени и изненадени од единството на граѓаните. Албанци, македонци, срби, од и таму беше вистинска војна. Платена, не платена, тоа е друго прашање и една истрага тука и виси како дамоклов мач. Го бараат сите и од соседните држави, го бара и таа мора да се спроведе. Што било во Куманово? Кој платил, дали било колку пари, толку музика, за жал со големи човечки жртви. Мислам дека тие веќе се обидуваат, а не се господари ниту на животот, ниту на смртта.
ниту на безбедноста, ниту на мирот овдека. Тоа е една злоупотреба во која си се надополнуваат како клик-клак оние топчиња кога играа младите. Инаку зашто сум, ако е ова крајот, убеден дека ќе мора тројката Берлин, Брисел, Вашингтон поенергично и многу поотворено да се вклучи во политиката на моркови и стапови. Доколку тоа не го направат, тогаш ќе се скокнат во уста, ќе се негираат самите себе. Зашто? Затоа што ако Америка не се вклучи, ќе ги фрли во вода одредбите на договор, декларацијата за стратешко партнерство и пријателство. Па таму ние со исто како некој од нас да подпише стратешки договор со Бил Гейтс, ја измислува. Една мала Македонија како утеха после она што беше во Букуреш, со една голема Америка го подпиша тој договор, во кој сме се обврзале да ги делиме заедничките на вредности на слобода, владење на право, човекови права, стабилност и уште една многу значајна порака дека Америка го гарантира интегритетот и територијалниот суверенитет на мултиетничка Македонија. Но, имајќи го предвид однесувањето на македонските лидери, само како дополнување за да заокружите, бидејќи превршуваме, што би било во сето тоа морковото што стапот, бидејќи се покажа дека не е значајно многу ни тоа. Нема моркови и стапови поделено или балансирано. Морковите треба да бидат кон Македонија и македонските граѓани, стаповите само кон власта. Условно говорам стапови. Нема веќе поделба и морков и стап. Таа политика се покажа јалова за Македонија и за многу други земји. Морковче малку, па после тепа го тоа, мислам дека сега треба насреди ноќа приказката која ги тепал глувците уште на Сабајле, иако не му ја гризеле вреќата, само за да не му ја гризат. Веќе стапот треба да биде условно говорам, стапот према власта, а морковите, ако имаме среќа да бидат спрема македониските граѓани. Тие два термини ги спомнеха. Што би бил морковото, што би бил стапот, бидејќи уверени сте дека... Морковот, па еве во овој документ што Европска унија и ДУИ ни го испратија благодарејќи на вашата телевизија, таму ги има морковот во овој документ се отворањето на поглавијата 23 и 24. Тие да беа отворени порано, ова дивење на власта во областа на човековите права и слободите немаше да постои. Сега зависи од чија перспектива се гледа во тоа отварање на тие поглави или стапови многу. Сосема кратко. Не би бил сигурен за... Да прифатиме ние дека еве сега ќе имаме и ќе се утешиме ние дека ќе еве сега почнуваме преговори, како што ни ги Ма не се ни преговори, божен преговор. Како што ни го представуваше и диалогот со Филе, еве тргнахме Европа, влегуваме, не знам што, да му се абстрахира на власта. Тука веќе не е само Груевски единствениот, јако Филе го нарече собственикот на реформите, така. Тука е одговорност и на ДУИ, они имаа подпредседатели, вице-министри, тука беше Теута Арифи, која рече има невиден успех, беше стварно никој не го виде нејзиниот успех. Според тоа да завршам уште две поенти само. Ако Европа прифати да нема некаква суштинска одржлива разлика, ќе се ги фрли во себе критериумите од Копенхаген и барањето на европските вредности и во Македонија да се почитуваат и практично ќе го анулира договорот за стабилизација и асоциација кој Македонија го има подпишано со Европската унија, чија суштина е токму ова за што говориме. И конечно, ако се согласат, ги добивавме пораките и од господјата Нулент и од господјата Меркел за клептократски, авторитарни автократи и така натаму, ако им е sejedno дали Македонија ќе живее под режимот на клептократски автократи, тоа само на чест може да им случи. Ама не верувам дека тоа ќе се случи. Да, Европа предпоставувам дека мисли, дека ние мислиме дека морковот е отворањето на поглавијата 23 и 24. Не 23, не 24, 123, 124 поглавија да има и да ги отворат и да ги затворат успешно. Мене, како граѓанин на оваа земја, или овие луѓе што не гледат, ништо не значи дека таму ќе ги издоговорат процедурите, законите, стандардите, не знам ова, не знам они и така натаму. На луѓе кои што покажаа
една безгранична бескрупулозност. Луѓе за кои што сотри го, отепај го, истерај го и така натаму. Кои стандарди можат да важат? Од поглавието 23-24. Според тоа, нема морков. Единствениот морков за Македонија може да биде транзицијска влада без Груевски и фамилијата. Јас ви благодарам што вечер бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Се гледаме од понеделник. Останете и натаму со останатите содржини од програмата на Телма.